Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Платон и светите маченици Роман и Варул. Светиот маченик Платон. Од градот Анкара, Галатиска, христијанин по раѓање и по воспитување. Уште во млади години покажувал големо совршенство во сите добродетели. Платон не ја криел својата вера во Христа Господа, туку јавно ја проповедал, изобличувајќи ги идолопоклониците заради поклонувањето на мртвите предмети наместо на живиот Создател. Заради тоа бил изведен на суд пред началникот Агрипина и бил многу испрашуван и мачен од него. Кога началникот почнал да го советува да ја избегне смртта и да го сочува животот со поклонување на идолите, Платон му одговорил: постои два пати умирање. Едното е времено, а второто е вечно. Така што има и два животи. Еден е кратковремен и друг бесконечен. Тогаш Агрипина удрил на него со страшни маки. Помеѓу останатото наредил и му ставиле врел железен оклоп на голото тело. Потоа од неговата кожа кроеле ремења. Мачи ме уште полуто, му викал маченикот на мачителот, за да се види јасно твојата нечовечност и моето трпение. Кога мачителот му го споменал на маченикот филозофот Платон како незнабожечки филозоф, маченикот му рекол: ниту сум јас сличен на Платон, ниту Платон на мене, освен по името. Јас учам и се учам од мудроста што е Христова, а тој е учител на онаа мудрост што е лудост пред Бога. Потоа Платон бил фрлен во затвор каде што поминал 18 денови без храна и без вода. Кога стражарите се зачудиле како Платон можел да живее гладувајќи толку долго, тој им рекол: вие се наситувате со месо, а јас со свети молитви. Вас ве весели виното, а мене Христос вистинската лоза. Најпосле бил со меч исечен околу 266 година и примил венец на вечна слава. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светите маченици Роман и Варул. Свети Роман бил ѓакон во Кесариската црква. Еднаш тој ревносно го проповедал Евангелието во Антиохија. Кога бил некој идолски празник и началникот на Антиохија, Асклипијат, сакал да влезе во незнабожечкиот храм за да принесе жртва, Роман застанал пред него и му рекол: грешиш, началнику, кога одиш кај идолите. Идолите не се богови, туку единствено Христос е единствен и вистински Бог. Разлутениот началник го ставил Романа на маки, та светиот Роман бил тепан и стружен без милост. Тогаш светиот Роман видел едно дете по име Варул и му рекол на Асклипијат: и ова мало дете е поразумно од тебе, старчиште, бидејќи тоа го знае вистинскиот Бог, а ти не го знаеш. Началникот почнал да го испрашува Варула за верата и тој ја искажал својата вера во Христа Господа како во единствен вистински Бог, наспроти лажните идоли.
Тогаш Асклипијат наредил и малиот Варул со меч да го исечат, а светиот Роман го удавиле во затворот во 303 година. И така, овие двајца маченици го наследиле царството Христово. Поуки од светите отци. Поуки од светите отци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te